Председателот на заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија Коце Трајановски и амбасадорот на Швајцарија во Македонија Стефано Лазарото денеска на 15 кандидати им доделија сертификати за модератори за форуми во заедницата. Ова е прва генерација на сертифицирани модератори кои се обучуваа во Зелс тренинг центарот. Со оваа вест на денот ги започнуваме урбаните вести. Останете со нас. Завршна јавна расправа за предлог стратегијата за млади на град Скопје. Дечињата од Росица учеа експерименти во едукативниот центар во зоолошката градина. Се одржа вонредна седница во општина Центар. Одржана завршната јавна расправа за предлог верзијата за локалната стратегија за млади на град Скопје, која што изминатата година ја изготвуваше коалицијата сега. Целта е да се подобри општата состојба на животот на младите, а опфаќа повеќе области на действување: образование, младинско самовработување, здравство и превенција, култура, информирање, локална младинска работа и подобрување на квалитетот на животот. Прилог на Томислав Атанасовски. Денеска во големата сала на Советот на град Скопје се одржа завршната јавна расправа за предлог верзијата за локалната стратегија за млади на град Скопје, која што изминатата година ја изготвуваше коалицијата сега. На расправата присуствуваше градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, представник на Агенцијата за млади и спорт Зорица Стаменковска, како извршниот директор на коалицијата сега Зоран Илиевски. Да им овозможиме што повеќе да се вклучат и што побезболно се вклучат во општеството, да им овозможиме што повеќе да бидат присутни во градот Скопје, во сето она што го работи градот Скопје, да подобриме нашата соработка со нив, така да тоа ќе биде една од нашите цели во идниот период. Од истражувањето кое што претходно го направиме во процесот на подготовка на стратегијата за млади на град Скопје, видовме дека кога станува збор за делот на образование и учество, многу е мало или воопшто не се забележува учеството на младите во образовниот процес, во делот на училишта, на основни и средни училишта, каде што и најголем дел од своето време младите го поминуваат. Можеме да видиме дека гласот на младите, односно мислењето на младите за клучни прашања кои што се однесуваат во училиштето воопшто не постои. Значи не постојат форми каде што учениците може да го кажат своето мислење, односно може да кажат своите потреби. Нацрт верзијата на локалната стратегија за млади на град Скопје има за цел да се подобри општата состојба на животот на младите во град Скопје, а уфаќа повеќе области на действување и тоа: образование, младинско самовработување, здравство и превенција, култура, информирање, локална младинска работа, како и подобрување на квалитетот на животот кај младите. Работната верзија од оваа стратегија помина низ 3 фази на изработка: иницијална конференција за отпочнување на процесот на креирање на локалната младинска политика во град Скопје, одржана на 28 ноември 2012 година. Потоа, спроведување анкета за испитување на јавното мислење и анализа на ставовите на младите во градот Скопје со цел да се истражат специфичните потреби на младите луѓе на ниво на град Скопје, спроведена на репрезентативен примерок од 600 млади луѓе од 10 општини на територијата на град Скопје и уште една конференција на тема Стратегија за млади на град Скопје, организирана на 12 јуни 2013 година. Работната верзија на Стратегијата на млади на град Скопје соодействува со Националната стратегија за млади на Република Македонија, а за да стане официјален документ ќе треба да биде ставена на гласање на една од наредните седници на Советот на град Скопје. Градоначалникот на општина Киселавода Билјано Беличанец Алексич, заедно со дел од општинскиот раководен тим и представници од јавните претпријатија на градот Скопје, вчера вечер реализираа работна средба со жителите на урбаните заедници Црниче и Пржино. Градоначалникот Беличанец Алексич во обраќањето ги наведе реализираните градежни работи во Црниче од страна на локалната самоуправа во изминатиот период, а направи и јасна дистинкција на надлежностите на локалната самоуправа и градот Скопје.
Граѓаните од Црничи изразија задоволство за реконструкцијата на кошаркарското игралиште на улицата Баница, за новите детски реквизити и урбана опрема на постојното детско игралиште на улицата Партеније Зографски, за поставувањето на сверните огледала на улиците во Станичка и Црниче, со кои се подобрува безбедноста во сообраќајот, а ја поздравија и големата акција за санирање на дупките во оваа урбана заедница. Истовремено граѓаните пројавија интерес и за идните проекти на општината во оваа урбана заедница. Раководителот на секторот за комунални работи во општината, Мирјана Јорданова, ги информираше присутните граѓани дека е изготвена проектно-техничка документација за изградба на канализација на улицата Жванска, а во следниот период ги најави изградбата и на нови пешачки скали на неколку локации во тој реон, како и реконструкција на тротоарите на улицата Христо Узунов. Градоначалникот Беличанец Алексиќ се надоврза со информацијата дека во следниот период ќе следи реконструкција на подрачното училиште Кузман Јосифовски Питу и преадаптација на Делодово училиште во Градинка. Дополнително градоначалникот ги информираше граѓаните дека во насока на зголемување на безбедноста во сообраќајот, општината изготви сообраќаен проект, кој во моментов е во градот Скопје на одобрување и со кој е предвидено поставување на нови сообраќајни знаци, едносмерни улици и кружни токови, а се размислува и за поставување на знаци со кои ќе се ограничи и брзината на моторните возила за одредени сервисни улици. Градежната оператива на градежното предпријатие Илинден Струга започна со комплетна реконструкција на улиците Австралиска и Антон Чехов во населбата Даме Груев во должина од 220 метри и широчина од 8 метри. Паралелно се работи и на дел од улицата Пекљане. На оваа улица за реконструкција останаа уште 280 метри. Досега на истата улица се реконструирани и изградени вкупно 2000 метри. Улиците ќе бидат опремени со ново улично осветлување, атмосферска канализација и тротоари. Градежните работи на улицата Антон Чехов се веќе започнати, а денови веќе започнат и на улиците Австралиска и Пекљане. Зависно од временските прилики, работите се планираат да траат до крајот на ноември. Средствата се обезбедени од општинскиот буџет. На денешната вонредна седница во општина Центар се најде само една точка на дневниот ред – надминување на новостанатата состојба за отстранување на вертикалната и хоризонталната сигнализација на паркинзите Дебар Маало 1 од страна на град Скопје. Директорот на јавното предпријатие Паркинзи Центар, Саша Богдановиќ, од Советот побара да се усвојат заклучоците и да се изведе веќе настанатиот хаос. Во општина Центар денеска се одржа вонредна седница која на дневен ред имаше само една точка – надминувањето на новонастанатата состојба по одлуката за отстранување на вертикалната и хоризонталната сигнализација на паркинзите Дебар Маало 1 од страна на град Скопје. Со ова отстранување на вертикалната и хоризонталната сигнализација на паркинзите Дебар Маало 1 беше уништен бесплатниот паркинг во општина Центар, а граѓаните кои не знаеле каде да паркираат испраќале поплаки до општината. На денешната вонредна седница во општина Центар, директорот на јавното предпријатие Паркинзи Центар, Саша Богдановиќ, побара од Советот да се усвојат заклучоците и со тоа да се достават до градот Скопје и до инспекцијските служби и да ги одложат со време на мерка постапките, со што би се зачувала целовитоста на паркинзите и не би продолжил хаосот, кој, како што рече, почна да се случува. Градоначалникот на општина Центар Андре Жерновски рече дека проблемот треба да се извади од политиката и да се дојде до побрзо решавање. Тој потенцира дека досега е задоволен од соработката со градоначалникот на град Скопје, но посочи дека нема да дозволи да се работи на штета на граѓаните и на општината. Значи, нерешени прашања има повеќе, на сите ни јасно дека градски паркинг стопанисува со паркинзи на улици кои што се под директна надлежност на општината, тоа е дискутирано и во претходниот период. Прво штета трпат граѓаните на општина Центар, тие нема да можат веќе да се паркираат на тие паркинзи, да имаат бенефитони, зборам за бесплатното паркирање, така што сега се тие паркинзи отворени. Улицата што е пред нашата општина сега веќе, значи немаме паркинг на општина Центар, колку што ми беше кажано, наскоро ќе стопанисува јавното предпријатие Паркинзи на град Скопје.
Од градот велат дека отстранувањето на таблите на паркинзите било спроведено според законите и по барање на МВР. Акцијата ќе продолжи и на спорните паркиралишта во Дебар Мало 2, кај Буњаковец и во Капиштец, со цел да се надмине постојната состојба. Порачуваат да се изработи владина документација и да ја достави до градот Скопје, а градот ќе ја проследи до МВР на процедура за добивање согласност за спорните паркиралишта, велат од градот Скопје. Орхан Памук од Турција и Виктор Ерофеев од Русија се добитниците на меѓународната книжевна награда Табернакул за 2013 година, која минатата година ја востанови издавачот Табернакул. Одлуката ја донесе одборот за доделување на наградата во состав Ферит Мухич, Горан Стефановски, Венко Андоновски, Цветан Вражировски и лауреатите на првата награда Табернакул од минатата година. Наградата ја символизира скулптура дело на вајарот Горан Стаменков, а се состои од паричен износ од 5000 евра, златник со името на добитникот и објавување досега необјавено дело на македонски јазик од наградениот автор. Во моментов се работи на превод и подготовка за печат на книгите Немиот дом и Наивниот и сентименталниот романописец од Орхан Памук и Руска убавица и Акимудија од Виктор Ерофеев, кој не е многу преведува на македонски јазик. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска им ја честиташе наградата на Ерофеев и на нобеловецот Памук, за кој рече дека е меѓу нејзините омилени автори и очекува нивните дела во иднина да бидат што подостапни на македонски јазик, а оваа награда да стане неодминлива и традиција во македонската култура. Од огромна важност е востановувањето на оваа награда за автори кои дали исклучителен придонес за развој и афирмацијата на светската литература, истекна Канчевска-Милевска, нагласувајќи дека идејата на Табернакул се совпаѓа со општите заложби на владата и на Министерството за култура, кои во изминативе неколку години вложуваат во капитални книжевни проекти. Посочи дека оваа награда е поддржана од Министерството за култура како проект од национален интерес, зашто значи за промоција на македонскиот јазик и литература. За творештвото на Памук и на Ерофеев зборуваа писателите Ферит Мухич и Венко Андоновски. Наградата на лауреатите се планира да им биде врачена на 25 декември под покровителство на премиерот Никола Груевски. Детската градинка Росица во соработка со Зоолошката градина и канал Макс ТВ ги однесе децата во едукативниот центар во која што со помош на телевизискиот канал Да Винчи Learning, специализиран за деца, им демонстрираа интересни експерименти. Прилог на Елизабета Дамјановска. Дечињата од Ѓорче Петров, поточно од градинката Росица, детската недела ја одбележаа на мощен креативен начин во едукативниот центар, кој се наоѓа во рамки на Зоолошката градина. Дечињата на возраст од 5 и 6 години заинтересирано ги следеа експериментите, кои за нив ги подготвуваа промоторите на телевизискиот канал Да Винчи Learning, наменет за едукација на децата. Денеска по повод детската недела присуствуваме во Зоолошката градина, со која соработуваме подолго време и го користиме едукативниот центар. Децата има шанса да видат зошто бега црниот бибер, зошто часовникот може да биде и воден и така натаму. Посебно доживување за децата, па дури и за нас возрастните, зашто тие експерименти не сме имали шанса вака да ги видиме. Едукативниот центар беше притесен да ги собере 70 дечиња од градинката Росица, па затоа во неколку помали групи беа поделени нивните активности, додека едните зачекорија во светот на експериментите, другите имаа можност да се дружат и да ги запознаат жителите на Скопската зоолошка градина. Покрај посетата на едукативниот центар, детската недела во градинката Росица ќе се одбележи и со многу други забавни активности. Детската недела е кај нас направена така што секој ден има посебно доживување. Имаме ден на музика, ден на театар, ден на зоолошка градина, ден на забава и игри, така што сите овие денови се исполнети со некоја активност.
Во општина Газибаба беа доделени уште 90 нови решенија за легализација на дивоградби. Од вкупно поднесени 16.000 барања, досега се изготвени и доделени околу 2150 решенија. Нови 90 решенија за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на физички и правни лица беа доделени во просториите на општина Газибаба од страна на раководителот на секторот за урбанизам Светлана Јовановска. Од вкупно 16.000 барања кои се поднесени од страна на граѓаните во општина Газибаба, досега се изготвени и доделени околу 2150 решенија. Формираните тимови кои постојано постапуваат по барањата за легализација се составени од вработени во општината и дополнително ангажирани волонтери. Низ градот почна акцијата за поставувањето канти за одлагање измет од миленици, како информативни табли за опасностите од отрови, информираат од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди, кои тоа го прават во соработка со општинските власти. Првите канти и табли веќе се поставени на детската улица Тоше Проевски во аеродром, но изготвена е урбана опрема за 11 општини, која ќе се монтира до крајот на декември годинава. На овој начин ќе придонесеме за одговорна грижа кон животните и животната средина, како и конечно сериозно перципирање на опасностите од расфрлање отрови, а ако ги има, граѓаните да пријавуваат во полиција и сторителите да бидат најстрого казнети, апелираат од Сдруженијето. Оваа активност е дел од програмата Цивица Мобилитас, имплементирана од Центарот за институционален развој, ЦИАР, а и финансиран од Швајцарската агенција за развој. Воедно од Анима Мунди продолжуваат со акциите за вдомување бездомни животни. Следната е во недела на 13 октомври на улица Македонија, а потоа ќе следува во Карпош, Куманово, Неготино. Нашиот кошаркарски капитен Перо Антич дебитираше во НБА лигата против шампионот Мајами и постигна 3 поени. Оваа вест и останатите вести од спортот ги гледате после рекламите.